но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја вршуваш. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште една минута сакате. реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер. Ово се аргументи. Изборите бргу ќе бидат, роковите течат, а партиите и коалициите ги поднесува кандидатските листи. 13 поднесува, 12 од 12 Државната изборна комисија ги прифати. Но она што нас ќе не интересира вечерва, какви листи, кои членови се најдоа на кандидатските листи? Дали имаат стари членови, дали има нови? Зошто партиите ги менуваат, ако биле добри? Дали ги познаваат граѓаните за кои што ќе гласат и многу други прашања што произлегуваат на оваа тема. Ќе говориме вечерва со моите гости, господинот Митко Гаджовски, добро вечер, и господинот Владомир Божиновски. Добро вечер. Не знам колку оваа тема има можност со аргументи да се говори, но ќе се обидеме да анализираме што повеќе можеме. Некој од лидерите на партиите, Гаджовски и Божиновски, рекоа дека било многу тешко да се создадат овие кандидатски листи. Мислам дека Заев после конгресот излезе со една таква теза. Предпоставувам дека е така. Зошто е тешко да се состават кандидатски листи кои што ќе бидат, од кои што сите би требало да бидат задоволни? Па добро, во големите политички партии тоа е нормално, бидејќи секој би сакал да биде на претеничка листа и секогаш после објавувањето на листите постои одредено незадоволство од оние кои што не се на тие претенички листи. И тоа е нормално и тоа се повторува. Тоа не е прв случај сега, значи верувам дека и во иднина ќе биде тоа така. Разочарувањето веројатно произлегува од очекувањата кои што ги имаат партиските членови, оние кои што биле активни по медиумите, кои што биле активни во собранието, очекувале веројатно повторување на мандатите кои што ги имале претходно и секако дека кога нема да се најдат на некоја од листите, тие се разочарани. Во сите големи, да речем, политички партии е така, секако дека и ВМРО, ДПМН и СДСМ се судираат со проблеми при формирањето на претеничките листи, меѓутоа на крајот сепак нели мора да се пресече и мора да се поднесат листи кои што веројатно на граѓаните највеќе би им се допаднале и кои што ќе донесат највеќе гласови според нели изборниот модел кој што го има во овој момент Република Македонија. Божиновски, дали во сите партии е така или може да е негде каде речеме полесно да се случува тоа, бидејќи знаете како ми се чини ја да сум лидер на партија, тешко би го направил тоа. Потребата од нови членови да не бидат постојано едните исти. Од друга страна пак оние кои што се докажани неколку мандати служиле веќе како да се истрошени сметаат лидерите или кој генерално одлучува за тоа кој ќе станат, кој ќе се најде на кандидатските листи на партиите? Лидерот, општинските организации, местните комитети, дали тоа е посложен процес или ако сте инволвирани или ако знаете или што е најдоброто да речеме? Види, зависи од која е она појдовна точка која се составуваат листите. Значи, дали е тоа луѓе кои што најмногу му се допаднале на лидерот или кој што он мисли дека ќе успее нели да вклучи повеќе поголема група или повеќе различни демографски групи во своите листи или она што он и можеби мала група луѓе го сметаат дека е најправилно за листите. И тогаш е многу тешко, затоа што од кај ќе знаеш
кој како и каде заслужува и тука се прават и многу грешки, тука се заставуваат луѓе кои што се значајни, кои што се битни, особено во своите локални средини, да не забораваме Македонија 6 изборни единици, не една. Значи, најголемата грешка е доколку лидерот или неколкумина околу лидерот си ги кројат партиските листи, после наеднаш ги представуваат, после имаме нели проблеми, после имаме некој се побунил, зашто вака, зашто онака, имаме тензии се создаваат. Така да, ако се составуваат така листите, да, тогаш е многу тешко. Има и друг модел, каде што сите оние општински организации, комитети и така натаму на партијата си предложуваат повеќе членови за кои што сметаат дека се најкомпетентни да извршуваат функцијата пратеник, плюс дополнително се пријавуваат луѓе кои што исто така сметаат дека можеби се компетентни за да извршуваат таа пратеничка функција, па се прашуваат исто така други луѓе кои што би требало да дадат и своje мислења кои што се значени во својата локална средина околу тоа кој би можел да биде на таа пратеничка листа, па потоа поменуваат повеќе филтри низ партијата, се разбира, и потоа се прават истражувања за да се види кој од тие луѓе всушност заслужува да биде на пратеничка листа, бидејќи се она што треба да значи пратеник, значи представник на народот, сите тие квалитети или неквалитети кои што ги има еден човек, на крај се сумираат во одредено мнение за тој човек. А тоа мнение, се разбира, треба да го кажат граѓаните, бидејќи граѓаните се тие кои што треба да ги изберат, не е партискиот лидер. Божиновски, генерално во Македонија не се вели дека се гласа за партија. Дури за многумина станува релевантно кои луѓе ќе се најдат на листите. Не е баш така. Не е баш така, затоа што знаете дека некогаш и за 100 гласа се губили се добива пратеник. Значи, заради некоја личност се губи, мислите? Не може да апсолутно дека не може да се маргинализираат. Не може да се маргинализираат. Значи точно партијата е онаа која што влече, но многу е важно кого ти од таа локална средина ќе го поставиш како пратеник. Многу е исклучително важно, затоа што ти имаш цврсто ткиво и на едната и на другата партија, но потоа имаш и луѓе кои што можеби се наклонети кон една партија, но таа нивна наклоност не е заверена и запечатена дека он мора да излезе и да гласа за таа партија. Затоа се многу важни тие луѓе кои што ќе бидат поставени. Затоа е многу важно тој што ќе биде на таа листа да биде лесно препознаен и позитивно пред се препознаен од својата локална средина. Значи тука не е само многу е важно се разбира да имаат луѓето позитивно мислење за тој човек. Но не е само тоа битно. Многу е важно и да го знаат, затоа што вие имате и некои кандидати кои што граѓаните од нивната локална средина воопшто не ги слушнале. Не говорам тоа за Скопје. Нормално е дека ако сме ние од Скопје, дека во изборна единица 4 или 5 или 6 или 3, не знам, нема да знаеме дел од кандидатите, па дури и повеќе имена од кандидатите. Но важно е тој што е од таа единица и особено од таа локална средина од каде што потекнува да го познаат тој пратеник. И тоа влече гласови, апсолутно влече гласови. Исто така многу е значајно и за самите носители на листите. Кој ќе биде носител? Ако е така, тога зашто да не се стави кој било на листата како носител и да се тера така, како само партијата е таа која што определува. Да, во најголем случај се сложува, во најголем дел партијата е, но носителот и оние кои што се стави на листата се исто така исклучително важни. Граѓански, Божиновски смета дека е битно кои луѓе ќе бидат, веројатно така треба да биде, но во праксата се говори или праксата покажува дека од 120 пратеници само еден мал дел од нив постојано е подготвен за закони, за полемика, за дискусија. Најголемиот дел молчат и дури локалните жители не може да ги препознаат дали се тоа луѓето што тие ги избрали. Дополнително што важи тезата дека во собранието на Македонија најчесто тоа се една гласачка машинерија која што се проаѓа и така натаму. Дали е тоа спротивно тоа што Божиновски смета дека треба да биде? Тоа е уствари дефектот на овој изборен модел. Затоа што тој што е прв на листа и тој што влече листата, секако дека ги носи најголемите гласови, односно влече најмногу. Битни се и тие останатите кои се наоѓаат на листа, меѓутоа дали ќе биде
некој од некоја средина на 8 или на 11 место, ја мислам дека граѓаните и многу не обрнуваат внимание. Така што овој систем не дозволува да речам поголема граѓаните да може подобро да се определат за оној кој навистина сака да биде нивни представник и за оној навистина кој што го ценат и го почитуваат. И затоа се случува да некои пратеници воопшто не се активни, да речеме во мандатот додека седат во собрание, затоа што како што биле ставени на листа и избрани на грбот на партијата и на тој што е носител на листата, така и си го поминале мандатот. Што не би било случај во ситуација кога би имале да речеме отворени листи, граѓаните би можеле да гласаат за оној кој што сметаат дека би бил најдобар нивни репрезент во собранието. Така што од таа причина се доаѓа до ситуација во кога освен што се гласачка машинерија во собранието, тие исполнуваат задачи нели кои што доаѓаат директно од партијата и многу приоритети кои што произлегуваат од граѓаните и не спроведуваат. Секако дека одговараат пред тој што ги поставил, односно пред лидерот на партијата и политичката партија и токму заради тоа тие се однесуваат на таков индиферентен начин, да речеме и во собранието, не гласаат, односно гласаат само закони, не се вклучуваат во дебати, во полемики, не полемизираат, што е, да речеме, недозволиво во едно општество во кое што ние бираме 120 пратеници кои што нас не представуваат таму, а при тоа немаме никаква можност да било кој од тие што вреди, да речеме, лидерот смета дека не треба да го стави на листа, не може да му се даде шанс или да се кандидира како независен пратеник, односно на отворена листа или да направат листа која што, да речеме, би ја понудиле на граѓаните да може слободно да го заокружат Љубиша, Митко, Владимир и така натака. Значи, овој изборен модел, се додека е вака, ќе се наоѓаме во таква ситуација, која ќе се смени изборниот модел, и ако се смени изборниот модел, тогаш веќе може да разговараме и за поактивно учество на сите политички чинители, почнувајќи од собранието, па нагоре. Чека се отворената листа предпоставува повторна листа. Кој ќе направи таа листа? Може, видете се, тоа може да биде уредено како што ќе се договорат политичките партии. Може да биде независна листа. Зашто мора да биде листа на политичка партија? Па да мора имаме опција за независни листи, веќе имаме овакво. Има иницијативи, може и сега независна листа да поднесе вестникот. Во отворена листа што беше разликата? Можеш да заокружиш, например, и на 15-то место да е некој, вие може да заокружите за 15-тиот. Која крира таа листа? Некој мора да ја крира. Видете, значи тоа ќе се го крираат политичките партии, да. Тоа е. Ако сега го збориме процесот да дојдеш на листата, таа отворена листа е понатам, али ќе зборам и за тоа. Значи, за тоа велам, ако некој активно собрание, ако сака да напредува во својата кариера, тој ќе се потруди да ја задржи довербата на граѓаните. Ја за тоа реков, се прават истражувања, ако некој не правил ништо 4 години, луѓето сигурно од неговата заедница локална нема да имаат позитивно мислење за него. Ама не може да се разбереме. Не, вие самите рекоте лидерот ги поставил. Не. 3 мандата има пратеници. Кој го прашал народот дали се служува дека од таа партија тој треба да биде пратеник. Нема, чекај. Ја за тоа ти велам, не лидерот ги поставил. Прашање е како доаѓа до процесот на елиминација и процесот на избор. Ја за тоа реков, има два начини. Ја за тоа реков. Едното е лидерот и мала група да се договараат што како им одговара и да гледаат, не знам, овој требало или оној требало, а второто е да кажав преку процес на филтрирање. И на крај дел од тие луѓе се проверуваат преку истражувања како стојат, зашто стојат, добро стојат, лошо стојат и тие се поставуваат. Па се разбира дека си прават. Ја за тоа, па се разбира. И заради тоа велам, доколку некој сака да продолжи со својата кариера и сака да се надоградува, тогаш тој ќе биде активен. Оној кој што не, можеби ќе добие еден мандат и потоа толку од него. Дали е добро па да остане некој стално мандата? Биди. Најчесто има такви, неколку луѓе се повторуваат. И во Америка имаш конгресмени што се по 30 години конгресмени. Тоа не е никаков проблем. Ако нема, исто со градоначалница, кој е градоначалникот добар, зашто го менеш? И 10 мандати нека биде. Така? Зашто се минути треба да се смени? Не. Друго со отворените листи што е проблем? Ако веќе се изберат,
А тоа е веќе дебата за друго, само ќе споменам зашто сметам дека не е тоа во ред. Не се говорат отворените листи? Не се. Зашто сметам дека се? Значи, ние имаме партиски систем. Во партискиот систем, доколку се отворени листи, тогаш секој од тие кандидати што дошол на листата ќе се бори индивидуално, нели, за граѓаните да го запознаат и да го знаат и да го закружат него. Кој ќе работи тогаш за интересите на партијата? Кој ќе работи? Ако сите си се борат индивидуално, тогаш ќе настане купус. Затоа велам, ако сака некој независна листа, нека излезе. Ако смета дека требало да биде на листа, не е на листа, нека се направи сам листа. Тука веќе можеме да говориме, да идеме на кој начин може да се олесни процедурата за поднесување на независни листи, па нова партија, па ваква партија. И апсолутно секој да има право да се... Но доколку некој сака да се бори на листа за одредена партија, тој се разбира, тоа како треба... Како ќе се бори Божиновски сега, вие како што говорите, тоа ќе има делумно и се однесува оваа дебата околу тоа, едно од прашањето е тоа. Добро. Значи, кој е добар пратеник? Тој што се борел со свој став, со свое мислење, или оно што е бил најпослушниот во било која партија? Значи, Ако се докажал пред лидерот кој што ги прави листите, тоа што е недобриот пратеник. Ти со па јас за тоа ти велам. другите... Кој е концептот, дали лидерот ги прави листите? Ти реков, има два пристапи. Има два пристапи. Значи, не е ти да се докажеш како најлојален, нали? Имаш така многу луѓе што се лојални. Тоа е најлесно. Че треба да се докажеш со свој кредибилитет, личен интегритет и да те знаат граѓаните, да имат позитивно мнение за тебе. Тоа треба да го направиш. Значи, Љубиш или Владимир да го знаат, не знам, во Карпош или во Центар, да имат позитивно мнение, за да може да се најде на листа. Ама лидерот може нас ќе не стави 10, а на отворена листа, ако не заокружат, можеме да се најдеме втор, трет. Ете како? На кој е на отворена листа, како тогаш, кој ќе ја води кампањата во, спомнавме, Центар или Карпош? Ако сите 20 пратеници си трчаат, си бркаат индивидуално. Не знам, има структура на партијата, лидерот, ама не е така. Таа структура обично се наоѓа понекогаш дури и погоре на листите, затоа што неа одработува најкрупната работа. Иако и за нив е исклучително важно да бидат познати и ценети во јавност. Така да, затоа се носители на листа, така ли? Не само носителот, и оние кои што се постане носителот. Тоа е она. Значи, партијата да влече најмногу гласови. Лидерот се разбира на партијата и партијата. Тоа е лицето на партијата. Со она цела символика која што ја представува. Но, и како е значајно кој ќе биде втор, трет, четврти, пети на листи. Како значајно е колку тие луѓе се познати и признати во јавност. И како значајно е изборот да не предизвика конфликт внатре во партијата. Ние се имавме таков пример каде што се предизвика конфликт поради листите кај една партија. Ти вика, ако имаш туку отворен конфликт, што ќе кажат после гласачите? Овие не можат меѓу себе да се договорат, сака да ги бират. Затоа процесот треба да биде, значи треба да биде транспарентен, отворен и секој еден кој што е активист и кој што е член на одредена партија да има право и он да предложи нешто, да има право да биде предложен, да се поминуваат филтри додека стигне до одлуката и до проверка и пред самите граѓани, односно истражување. А креирањето на изборна листа на маса од 4-5 луѓе, чекај што, како е подобро за ова зона, на секојаш може да предизвика и ќе предизвикува проблем. Тој систематски пристап кој што го споменавте би бил во ред да знаеме ние дека ќе има избори кога се договорени. Ние до сега 3 пати беа одлагани изборите, во меѓувреме јас сум сигурен дека сите политички партии кои што ги планирале кандидати за пратеници во меѓувреме ги имаат и изменато. Така што многу е краток периодот за таков систематски пристап, почнувајќи од микросредина, како размислуваат оние кои што се од неговата населба, од неговото мало, па во како котираат тие на регионот, па се до највисоко ниво, кој ги знае, а кој не ги знае. Така што мислам дека во оваа ситуација, поготово во овие избори, ја ви тврдам дека толку систематски ниту една политичка партија нема пристапено при формирањето на овие листи. Згора на тоа го споменавте и коалицирањето. Гледате дека се појавува проблем при формирање на листите во врска со местата за коалиционите партнери.
дури имаше и одредени негодувања по социјалните мрежи за одредени кандидати кои што се наоѓаат на одредени листи. Така што мислам дека овие листи, овие избори, и убеден сум во тоа, се креирани и формирани од раководството, односно од оние кои се наоѓаат во централните комитети на партиите. Така што, бидејќи еднаш беа одложени, два пати беа одложени, сега третиот пат исто не се знаеше дали ќе има избори, се дека не седна и не се договорија дека навистина ќе има избори на 11 декември. Така да, од тој аспект мислам дека е многу малку веројатно секој од тие 120 вие да ги проверувате како котираат на терен или какво мислење имаат граѓаните за нив. Не можете веројатно својата партија, да речеме доминантната, меѓутоа бидејќи се коалиција од по 10 на 20 помали партии, оној што тие како би ги ставиле на листата или би ги ставите дали не добрите од малата партија? Нормално. Би го ставиле. Лидерите се ставаат. Има доволно време и се прават такви систематски проверки и направени се такви систематски проверки за овие избори. Не знам сега за сите партии дали е тоа така. Има одредени. Има, не сите, но има партии кои што го прават тоа систематски, кај што ќе се покаже тоа и на терен дека е направено. А инаку се слагам, непознатата во оваа сметка се тие коалициони партнери, се слагам, затоа што иако главното носечко тело, носечко ткиво и најголемиот број на пратеници од главната доминантна партија сепак има нели коалициони партнери, се разбира дека тука мора понекогаш да се направи одреден компромис. Иако и самите мали партии кои што се дел од коалицијата се свесни дека треба да предложат луѓето кои што смета дека најмногу придонесуваат и најмногу може да повлечат. Така да и тие се ставаат на одредени проверки и истражувања, само што кај нив е дури и полесно. Она што е договор е всушност коалиционен договор на кое место да биде коалициониот партнер. Тоа се решава во врхушката, односно се решава од највисоките раководства на политичките партии. Но за другото, ви тврдам, не можам за сите партии и коалиции да тврдам, но има и кај нас се работи систематски, се работи плански и се ставаат луѓе кои што се најпопуларни и најпочитувани во своите средини. Сега, дали може би некој од една партија заслужил да биде на 6-то место, а дали коалициониот партнер бидејќи го добил тоа 6-то место, овој отишол на 7-мо место, тоа е веќе работа на договор. Но и самите мали коалициони партнери се свесни дека за да може да останат во коалицијата и да добијат одредени мандати или сигурни мандати, треба да допринесат. Како ќе допринесат? Ги видовте имињата преку кандидатски листи на партиите? Ги видов, да. И за сите мислите дека се тоа најдобрите во своите средини? Не. Без да именувам луѓе, но не. Има таму личности кои што од сите партии кои ќе ги видиш, не заслужуваат пратеници да бидат така, ама па... Јас за тоа реков, се прават и одредени, секогаш се прават одредени компромиси. Збориме за генералната слика. Вие можете од тие 120 предлози, може да се случат 10-15 луѓе кои што не име местото таму. Но едно е 10-15, друго е 50, 60 или 100. И не говорам за сите листи, значи не говорам за сите листи. Не говорам за сите коалиции. Ја реков само дека има кои што го прават тоа. И не ги знаеме сега, ние сме скопени и познаеме од 120 пратеници од 12 партии, тоа се многу луѓе, не можеме да ги познаваме сите. Прашањето е дали од твојата општина си го знаеш кандидатот за пратеник. Тоа е. Тоа е главното прашање. Па да ви кажем, право е во комуникација со моите новинари, како новинари, најмал дел од сите познаваме. Генерално се непознати луѓе. Оние кои што биле можеби во некои претходни мандати, да, но се остана тоа е непознаница. Политичките партии се определуваат за стратегија. Дали нови лица, кои што да речеме во средината се познати, можеби не се занимавале претходно со политика, меѓутоа може да донесат свежина и нови гласови и е атрактивен, популарен во неговата средина, или за проверени кадри, кои што придонесували претходно за партијата и кои што генерално гласачите имаат добро мислење за него. Значи, тоа е прашање на стратегија на политичките партии. Значи, не одат сите политички партии со иста стратегија и не кандидираат сите ист тип на профили на луѓе и на личности. Така што
тоа е до политичките партии и до тоа они како се определиле и како прерачунале дека ќе добијат најголем број на гласови на следните избори. Но веројатно има вистина од тоа што велите, брзо беше, па може би немале сите толку време да направат таква анализа. Се подготвуваат веројатно за локалните избори, каде што е многу побитно за локалната средина кој ќе биде избран. Тоа е веќе друго. Чекај се, локалните рано уште за локалните, значи имаме време според овакво. Според наши стандарди имаме уште Да не време. поминеме една година без избори. Мислам дека до година ќе имаме локални избори, е многу брзо тоа. Не мора да има локални избори. Мора да имаме, мај мора да имаме. Да, за 6 месеци. Немаме празна година. Значи, све зависи каков е пристапот, јас за тоа да кажам. Има и ваков пристап, Да, има и онаков пристап. И не може вие да ги, значи, никој не ги знае сите 120 кандидати од една партија, 120 од друга, 120 од 12. Нема шанси. Битно е дали вие ги знаете од вашата општина, тие еден или двајца или тројца, нели зависи, што се вакво и какво е вашето мислење за Не тие го луѓе. знаете, ако сте за таа партија ќе се заокружите и завршена приказна, мислам. Тоа е Сепак затоа реков на почеток дека партиите тоа е се цврстото тело. Сепак има и луѓе кои што им е значено. Сепак има и луѓе кои што ќе му е битно дали од неговата ќе верувате и на изборот, така? види, дали од Знам, неговата и општина психологизам. некој е за ВМРО, некој е за СДС, не е битно. Имате луѓе што можеби повеќе им се симпатични ВМРО или СДС, но поради тоа што едниот кандидат од неговата локална средина не е добар, има лошо мислење, а другиот има, го привлекува личност и он ја закружува и таа партија. Има такви случаи и има одреден процент. Со оглед дека секој глас е важен и те како е битно кој ќе биде. Затоа ти кажам. Значи Добро. да не збориме сега за проценти кој колку проценти е од тоа тврдо гласачко ткиво, колку е од ова другото. Има и секој глас е битен. Кај локалните избори плюс со тоа да има уште еден момент. Ако е добар тој пратеник што ќе биде избран од таа локална средина, тој и те како може да допринесе и за избор на градоначелник и на совет од таа партија. И тоа да не го Ќе забораваме. направиме мала пауза за реклами, а потоа имаме уште неколку такви прашања кои што треба да ги расчистат односите што ние како граѓани ќе добиеме на тие листи и како ќе се однесуваме кон партиите и кон оние наши сограѓани кои ги познаваме или не ги познаваме. Еве не во аргументи, Владимир Божиновски, Митко Гаджовски, политиколози, политолози, така по една, мислам по староземски политиколози, најдобро да ја нарекувам. Експерти и политички аналитичари, професори. Говориме за кандидатските листи на партиите, како се доаѓа до нив и која е најдобрата опција. Оно што можеме да го забележиме Божиновски, Гаджовски за овие предвремени парламентарни избори, дека и двете поголеми групации посегна на некој начин освен партиските членови и на еден поширок состав, на пошироки коалиции, па дури не само партиски коалиции, туку и на граѓани, невладини организации. Дали тоа доаѓа од таму што многумина смета дека ова ќе биде едно референдумско изјаснување да се биде за или не, па се прават максимални напори да се привлече секој што може да придонесе за партијата. Па ја мислам дека овие избори ќе е битен секој, буквално секој глас од секој избирач и токму заради тоа политичките партии се отворија малку повеќе кон граѓанскиот сектор. Сведоци сме последниве денови дека најголемите политички партии гледаат што е можно повеќе да се зближа до тој граѓански сектор. Социјалдемократскиот сојуз на својата листа исто така има представници од шарената револуција. ВМРО ДПМН константно во последниве недели потпишуваат договори, меморандуми за соработка со дел од граѓанскиот сектор, така што и tekako им е битно на политичките партии во овој момент да привлечат што е можно повеќе гласачи на своје конто, повеќе гласови на своје конто и да имаат што е можно поголем круг на гласачи
кои што би гласале за нив како политичка опција. Од таму се и тие соработки, односно договори за соработки со граѓанскиот сектор, така што тоа мене воопшто не ме изненадува, дури е очекувано да така настапуваат политичките партии во овој момент, затоа што навистина сметам дека гласови ќе одлучуваат за тоа кој ќе биде победник на овие избори. Божинов? Па ја Како искрено гледате ви на тој? не баш тој многу факт? позитивно. Но не баш многу оптимистички. Кај нас граѓанскиот сектор е толку уништен што веќе све е толку исполитизирано. Значи, проблем е дека ние немаме се уште едно цврсто, стабилно граѓанско општество кое што навистина ќе биде она што се нарекува невладин сектор, кај што ќе биде едноставно надвор од целата таа политичка игра на партиите, без разлика дали се од власт или од опозицијата. Ако не влади, па шо бара политиката? Мислам, малце нели сите велат дека тоа не спојува. тоа се- Не влади, да се не влади. Тоа се во најголем случај луѓе кои што со самите тие здруженија или организации се блиски до одредена политичка партија или луѓе кои што се дел од таа политичка партија подолго време, но еве сега преку тоа на некој начин се експонираат, но тие се дел од таа партија. Се уште ние немаме, за жал, граѓански сектор кој што ќе биде независен од политиката и кој што ќе може да го каже својот глас независно од тоа за која партија независно од тоа кон која партија се однесува. Зошто нема? Вие сте Зашто? веќе ви кажам, вие сте приметиле некој, значи од граѓанскиот сектор да упатува критики кон едната и кон другата партија, или се упатуваат критики кон едната или се упатуваат критики кон другата партија. Не ви кажува тоа нешто. Тука има влијание и самото тоа што македонското општество е доста посиромашно, има многу помалку ресурси за да може да се развијат тие граѓански здруженија. Едно време имаше така една, би рекол, доста пожива NGO сцена, кога насобено тука беше пред и околу Косовската криза, околу конфликтот 2001 година, каде што дојдоа многу пари од надвор. И тука се создадоа можности да се формираат NGO кои што беа независни од партии кои што се на некој начин контролирани или имаат влијание од одредени политички партии, но голем дел од тие или сгаснаа, или се приклонија, или едноставно работат, но едвај преживуваат. Имаме дури и случаи каде што и одредени фонда, иако доаѓаат пари од надвор, тие се на некој начин се филтрираат преку домашни NGO актери кои што се блиски до одредена политичка партија, повторно тие пари се делат, иако доаѓаат од надвор, повторно тие пари се делат на групации NGO блиски до одредена политичка партија. Не сакам сега да именувам ни организации, ни партии, но едноставно таква е невладината сцена. Се надевам, искрено се надевам, затоа што има многу квалитетни луѓе кои што се во тој сектор, кои што се обидуваат нешто да направат. Се надевам дека во следниот период и особено доколку ги започнеме тие веќе историски, фамозни, како сакате, фантомски, нели тоа е доста модерен збор, фантомски, односно фамозни преговори СЕУ, и тогаш веќе ќе почнат да доаѓаат и пари од самата Европска унија, едноставно да се деатачираат сите оние пипци со домашните политички партии, тогаш веќе можеме да говориме дека има добри предуслови да се создаде еден здрав NGO сектор. Јас се надевам искрено дека тоа ќе биде набрзо и дека бидејќи треба време, не се прави за 1 месец или за 5 месеци или за 1 година. Треба време, но со почетокот на преговорите со Европската унија мислам дека имаме добра шанса да изградиме таква нова сцена. Пример таков беше случајот, да кажеме, во една Бугарија, која што изгради многу солидна NGO сцена со самиот почеток на тие преговори, предпристапни преговори со Европската унија, а после може да се обстојува. И со самото тоа, кога ќе стане член на самата Европска унија, си има правила, закони и контрола која што спречува потоа да бидат тие окупирани NGO, како што се случи после кризата во Косово и во Македонија, кога едноставно, иако имаше пари, ако се создадоа здрави
здрави можности за развој на NGO секторот и тие беа повторно окупирани, нели, кога се остави на некои домашни, би рекол, прераспределувачи на странските пари да раководат, а тие беа блиски до одредени политички структури. Ѓанчовски, ви видите дека е тоа добро на некој начин што се отвараат политичките партии или некои од политичките партии кон цивилното општество, дали се тоа невладини организации или генерално граѓански здруженија, од кои што некои може да бидат кооптирани во листа, некои може да бидат само повикани како поддржувачи. Мислам дека ВМРО повеќе тоа го направи. Не знам дали некој од тие граѓански здруженија влезе на листите на ВМРО. Да поменено во кај СДС беше тоа поевидентно, по-транспарентно малку, да кажем, па имаше и затоа и реакции. Добро, сега таму кај СДС и например и Стево Пендаровски го рачунаат као некаков независен, као независна листа. Кандидат за председател на одредена политичка партија, нели? Сега и тука е прашање што ќе ставиме ние као граѓански здруженија и као независни Од сега да го поставам прашањето. Не е туку проблем до нив дали се или не се, дали се ставени или не тие одбрани нека бидат и невладини, од денеска сака да бидат политички активни. Тоа е нивно прашање, но Апсолутно, ама не можеш да ставиш човек као независен ако ти бил пред тоа кандидат за председател на таа партија. не знам дали е тоа многу битно, Божиновски. Па тоа Битно е- беше муабетот околу тој невладин сектор и тие работи. Она Само што си е го битно и реакциите што доаѓаат од органите и телата и членовите на самите партии. Кога имаш партија, сите што се внатре мислат дека тие се доволни и тие треба да ја водат политичката битка. Кога им ставите клин од надвор, се чувствуваат нелагодно. Па мислам дека така беше и за човекот за кој што го споменате, за Пендаровски, без разлика што им донесе некојаш повеќе гласови него што имаше партијата, но има реакции. На крајот на криштата политичката битка сваќа тие луѓе во партијата дека тие треба да ја водат. И колку е посилна партијата, треба да се докаже на изборите дека таа партија силна има своји членови. Иако не треба да е затворена, веројатно. Кога кооптираат, ако кажем правилниот збор, надворешни луѓе, надворешни членови кои што не се типични и што вели Божиновски недекларирани политички луѓе, тајни членови, и тајни или симпатизери, има два проблема се појавуваат. Значи, како реагира базата и што ново овие луѓе може да им донесат на партија. Значи, на таков чекор се определи Социјалдемократскиот сојуз, со тоа што стаи, мислам дека двајца представници, едниот од Шарена револуција, другиот од студентски пленум. Како представници на тие... А студентскиот пленум се огради од тој што беше ставено. Здруженија, точно после тоа се огради. Веројатно тие испланирале дека тој круг на луѓе кој што го артикулираше своето незадоволство против актуелната власт, е добро да ги има во своите редови и веројатно стратегијата на Социјалдемократскиот сојуз е да со сите средства и со сите сили се обиде да го победи ВМРО ДПМН. Тоа е од една страна. Од друга страна па и не е толку лошо да го слушнеме, да речеме, у собрание гласот на овие двајца млади луѓе. Ја мислам дека нема ништо лошо. Ние не знаеме тие како ќе се однесуваат во собрание. Може би ќе се оградат од Социјалдемократскиот сојуз после одреден период ако не се задоволни од политиките. Тие сигурно ќе бидат под притисок од своите организации преку кои што се етаблирали и преку кои што станале пратеници. Така да ние однапред не можеме да знаеме како ќе се развива целата таа приказка со нив. Не може да се оградат така од сега да прима призвак од сега се ограделе тие организации. Нема, сега си веќе партиски и си терат Да, меѓутоа нешто што ги одбележа овие неколку години уназад се студентските протести и Шарената револуција. Вие сакале тоа да го признаете или не? Не бе, така е. Така е, се слагаме, ама добро, не можеш да ако кажеш сакате само представник. да довршам, значи од тука Социјалдемократскиот сојуз смета дека добро е тие кои што произлегле од тие два настани кои што ги одбележале овие години и стаат на нивните пратенички листи. И тоа не може да му се земе за зло на Социјалдемократскиот сојуз во никој случај. Може би ќе изгубат со тоа што се оградиле, да речеме, нивните организации од нив. Меѓутоа, во очите на многу некои други млади луѓе кои што во нив гледаат може би надеж за подобра иднина, за промена на овој да го наречам политички систем кој што е доста вака нефункционален,
може би токму тие се нивните херои, за нив ќе оддават гласот. Зошто да не се проба? Така што стратегијата која што се определи Социјалдемократскиот сојуз е таа. Тоа е јасно. На листите на ВМРО ДПМН немаме ниту еден кој што е, да речеме, непартиски човек, односно човек кој што произлегол од било која друга граѓанска асоциација, невладина организација и така натака. Може би и овие не се, затоа што вие викате дека тие не знам, се членови на СДСМ. Меѓутоа со Па не викам ја, вајде, самите се викаат. со Јас не викам ништо. со сигурност не може да го тврдите тоа затоа што тие произлегуваат токму од овие движења. Граѓански велите не може да им се земе за зло. Дури во праксата обратно, може и граѓаните ќе ги поздрават тие чекори што ги преземал Социјалдемократскиот сојуз, но она што го видовме е дека членовите на Социјалдемократскиот сојуз, бивши или сегашни, им го земаа за зло. Една таква дискрепанца се јави што ги збуни и оние кои што можеби со симпатија гледаат на чекора што го направил раководството или не знам. Мислам дека не ги збуни толку многу учеството на овие представници. Мислам дека многу повеќе ги збуни учеството на некои коалициони партии кои што дојдоа со Социјалдемократскиот сојуз и на кои што им се обезбеди високо место на пратеничките листи и на некои личности кои што едноставно сметаат дека не треба да се на пратеничка листа која што е предводена од Социјалдемократскиот сојуз без при тоа да имаат било каков минат труд или некаков придонес кон таа партија. И за мене беше изненадување непоставувањето на одредени личности кои што јас лично сметам дека треба да бидат на пратеничките листи на Социјалдемократскиот сојуз и го заслужуваат тоа. Меѓутоа тие не беа таму. Така што изненадувањето многу повеќе се должи на тоа што тие не беа ставени на места на кои што би можеле да бидат добитни. Оние што реагира? Оние што реагира, на оние што реагира, и сметаа дека чим може да се најде место за овие кои што ги спомнав претходно, би требало да може да се најде место и за нив. За ВМРО ДПМН листата е комплетно, нели, партиска, одлучено во партијата дека тие имаат највисок рейтинг, најдобро котираат меѓу граѓаните, ќе донесат највеќе гласови. Некои од нив се проверени кадри, некои се кадри кои што се во партијата со подолг стаж, меѓутоа никогаш не добиле, да речеме, шанса да бидат пратеници, како што е Змејковски. Немаше реакции во ВМРО ДПМН. Во ВМРО ДПМН нема никогаш реакции. Значи ВМРО ДПМН функционира по систем кој што е проверен и по систем во кој што одлучува претседателот на партијата и едноставно војнички систем распределен по хиерархија кој што го слушаат сите членови кои што немаат ништо против. Божиновски вели дека се убедени во победата, тие се задоволни со тоа што ќе им го вети лидерот да не се на пратеничка листа, така што затоа нема и негодување од таа страна во ВМРО ДПМН. Или не ги слушаме. Божиновски, на забелешките што му ги упатува на Заев, дека направил несоодветен потек кон одредени своји членови кои што не ги ставил на листите, а ставил некои за кои што не се очекувало, тој говори дека тоа е демократска партија, дека има диалог, полемика и дека тоа е предност во секоја демократска партија. За разлика од ВМРО ДПМН, во кој што немаше никакви реакции, дали имаат задоволни, незадоволни, дека тоа е одраз на еден друг тип на партија за која што тој мисли дека е спротивна на неговата. Ќе ти одговорам прво со прашање, значи ако има некаков диалог помеѓу нас тројца тука и се договориме ние за нешто, така? И со тоа излеземе надвор. Очекуваш дека ќе има кавги после помеѓу нас тројца ако тоа било демократски? Или би имало кавги ако излезам ја и ве запоставам вас двајца и кажам, слушај, овој ќе биде вамо, па после вие рипнете и кажете, абе не треба така. За каква демократска диалог и дискусија збориме кога пола членство и луѓе функционери излегува, после ги критикуваа листите? Не, седнато е со неколку луѓе на маса и договорени се листите. Да се разбереме за каков демократски капацитет. Нема проблеми таму кај што се сложуваат оние кои што треба да ги поднесат тие листи. Нема проблеми таму. Има проблеми таму каде што не знаеле луѓето кои ќе биде на таа листа. Не може како демократија, па сега ќе се расправиме ово. Ако тој знаел, па он прво ќе го кажел у партијата, зашто да го каже по фејсбуци и
и во медиуми, така? Со тоа и штети на партијата. И реално, на работа де на факто, партија, да. и де факто се направи штета на партијата. Така да нема што да збориме, вамо имало демократски, за тоа имало, мислам, сосема спротивното. Ако има демократски диалог во одредена партија, за кој, како и што да биде поставен, тогаш сите ќе бидат задоволни или повеќето. А ако нема, ако тоа се направи одлука на тројца, четворица најбитни луѓе у партијата, тогаш нормално дека имате ваму сериозни функционери и луѓе кои котираат доста добро, кои што излегоа и кои што се побуни, или луѓе кои што им се блиски, кои што котираат добри или од јавниот живот и така. Ако биле консултирани, зашо би го правеле ова, така? Не знаеле кои се. Во однос на вклучувањето на тие граѓански издруженија. Видите, кредибилитетот на таа шарена револуција и на студентското движење го носат самите тие организации. Ако некој се одрекне од вас, автоматски вие го губите кредибилитетот да ги представувате, така. И тие луѓе таму веќе нема да можат како организации да го кажуваат тоа што мислат да го кажуваат, него тоа ќе биде лидерот. Да се разбереме, ти веќе си станал дел од таа групација. А ако веќе сакаше некој, зашто не имаше такви најави? Студентски пленум, иако студентскиот пленум уште на почетокот полека беше киднапиран од страна на политичките партии и на крај дојде и до расцеп во самото движење. Тоа е веќе друго заговорење, иначе како движење беше одлично. Зашто тогаш тие шарена револуција и студентски пленум, истите не се соберени, се направија своји независни листи да искочат и тогаш да кажат еве ние за што се бориме, гласете за нас заради ова и ова. Какво е тоа вклучување на двајца луѓе и сега што шарената револуција, студентски пленум ме соезде за тоа што вклучиле еден двајца, не. И дозволи. А тоа го направи, например, Левица, кој исто така беше добар или целосно вклучена во шарената револуција. Си излего и си кажа, ние сметаме дека ние сметаме дека со главните политички партии нема муавет, сметаме дека они нема да го исполнат тоа за што се бориме и си излагаме. Секоја чест. Одлично. Се излего и сега ќе видиме колку граѓаните нели ги поддржуваат и знаат дека тој што гласа за нив, гласа за ставовите зад кои што стојат они, кои што беа дел од таа шарена револуција. А тој што гласа за тој представник од шарена револуција на листите на СДСМ, тој си гласа за СДСМ. Затоа што пак е лидерот на крај тој што ќе одлучи што и како ќе се прави. Тука е разликата. Малку сте контрадикторен, ама нема врска. Хајде, што сум контрадиктор? Па нели лидерите не одлучуваат за тоа кои ќе бидат на пратеничките листи. Тоа се прави истражување, нели, па гледаме кој како котира на микросредина, па се составуваат. Така мислам да кажам. Ја реков дека има два пристапа. И реков дека таму кај што тоа се прави е нормално да нема после бура од незадоволство. Таму кај што одлучува лидерот, нормално е дека ќе се појави бура од незадоволство. Да не се лажеме, лидерите на политичките партии и според статутите на политичките партии се на прво место и тие одлучува за сите работи у партијата. Така што мислам дека секоја дискусија која што оди во насока на тоа дека некоја партија е повеќе демократска заради тоа што дозволува да се води дебата по одредено прашање кое што е поврзано со партијата, ја искрено да ви кажам, во тоа не верувам. Така што последниот збор сепак го има лидерот на политичката партија. За лидерите, извини. За ова зборевме сега за вклучувањето на, иначе ќе збориме пак и за лидери ако треба, за вклучувањето на овие организации. Ако сметаш дека можеш да ја исполниш агендата за која што си излегол да протестираш, создај си листа, излези како што направи Левица. Многу повеќе ги почитувам нив. Затоа што излего и они кажа, еве ни агендата, кој сака да гласа нека победи. Не, Левица отиде сама на избори затоа што не се договори со Социјалдемократскиот сојуз. Не знам, отидоа сами. Еве добро, тоа беше јавно кажано. Ама отидоа сами. Отидоа сами. Мислам се ако може да докажам. За прв пат на овие избори имаме алтернатива. Имаме алтернатива на двете најголеми политички партии што до сега не беше случај. Ја спомнавте Левица, која што е алтернатива на Социјалдемократскиот сојуз и која што да речеме би можела да повлече гласачи кои што не се задоволни од Социјалдемократскиот сојуз или имаат против тоа што некој се приклучил од одредени здруженија на нив, а они ги смета за дека не се олицетворение на тие граѓански здруженија.
и од другава страна ги имаме ВМРО за Македонија, кои што се алтернатива на ВМРО ДПМН и кои што ќе видиме како ќе поминат на наредните избори, затоа што уште е рано и никој, ја мислам дека во држава не може да процени како и колкаво гласачко тело може да соберат околу нив. Според најавите кои што ги слушаме на конвенциите за пратеничките листи, јас од Левица до сега немам слушната информација за тоа како ќе настапува, меѓутоа претпоставувам дека и тие ќе се борат против режимот како што го именуваат. Од друга страна пак ВМРО за Македонија со Љупчо Ѓоргиевски, Љубе Бошковски и Стојанче Ангелов, мислам дека исто така ќе одат во насока на придобивање на старото ВМРО-ско членство, кое што е незадоволно од ВМРО ДПМН. Така што овие избори ќе бидат доста интересни. Пратеничките листи на овие две помали алтернативни, да речам, групации од ВМРО ДПМН и од СДСМ, искрено да ви кажам, детално не ги знам, меѓутоа носителите на листи се доста интересни како личности и мислам дека имаат реална шанса да повлечат добар број на гласови. Не знам дали ќе влезат во и дали ќе исполнат на граница од 6.500 гласови за да може да влезат во собрание. Меѓутоа сметам дека имаат реални шанси за правење на добар резултат на овие избори. Како ќе биде најжустово? Четврта? Не 6.500, 6.500 и шеската. Има и 8 и 9.000 Да, зависи и од излезноста. Меѓутоа тоа е нека долна граница. Значи, Таму се сите. генерално се знаат, таму се знае Фигуровски. Генерално се знаат и каква е популарноста и на овие помали политички ентитети. Кај левица се уште не е доволно дефинирана, веќе сами се излегува овакво и се уште треба да се искомуницира дека постојат како посебен политички ентитет, веќе беа доста поврзани со овие граѓански движења, меѓу кои што и со шарената револуција. Ја не реков дека они дека се сами затоа што сакале сами да бидат или дека не пробале да направат коалиција, но они како група излегли и бидејќи се од левата опција, преговарале со Социјалдемократскиот сојуз. Социјалдемократскиот сојуз не можел да им вети дека ќе ја исполни таа агенда за која што се борат и се излегле сами. А вамо они взимаат членови од шарена револуција. Не преговарале со шарена револуција, не. Тоа ми беше поентата околу тие луѓе. Што се однесува до самото гласачко тело, кај левица реков дека се помалку познати, ќе видиме како ќе се движат. Може да направат, да соберат одредена група познати, што ќе им донесе Од кого? Од ова што ви граѓански од социјалдемократската гласачка не, значи од луѓе кои што се наклонети кон леви. Но не од десното. Но не од ВМРО. Кај десната кај оваа коалиција веќе ни е доста позната, бидејќи уште од 2011 на изборите они настапуваат самостојно, видовме како што се случи тогаш, видовме 2014 пак. Тука е всушност битен само Љупчо Ѓоргиевски, затоа што он е единствен кој што може да повлече одредена да речеме одреден број на гласачи. Со тоа да веќе тие гласачи не се од ткивото на ВМРО ДПМН. Од 2011 навака веќе можеме да говориме за други. Значи тука се поделија гласачите, некои потоа и се вратија назад, некои останаа, така да видовме 2014 како отприлика имаше, кој беше отприлика бројот на гласови, претпоставам дека повторно кидат они на тие гласови. Значи тоа се веќе луѓе кои што не се дел од ткивото на ВМРО ДПМН, него веќе 5-6 години се самостојно и во таа групација на незадоволни продесни или бивши создадени од бивши членови на ВМРО ДПМН луѓе. Каде што уште не може јачината меѓу левица и овие ВМРО. Тие се левица алтернативни леви и десни. Левица е релативно нова. Значи за тоа се уште не се знае што и како може да повлече. Има време, ќе видиме. Кај овие веќе се знае отприлика колку е силата, тука е битен само Љупчо Ѓоргиевски кој што може да повлече. Сега зависи од самото негово однесување во текот, значи лично Љупчо Ѓоргиевски. Не зборам за ја намерно не реков ВМРО НП, него реков Љупчо Ѓоргиевски.
Значи, све зависи он колку и како ќе се ангажира во самите избори, од тоа ќе зависи колку може да повлече. Другите се маргинални ликови, така да тешко дека може да го видовме тоа и 2011, особено 2014 година. Но, да, четворка ќе биде најинтересна, затоа што тука се всушност ќе се судрат лидерите на двете главни партии во Република Македонија, значи лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, лидерот на СДСМ Зоран Заев. Ќе биде доста интересна, значи, битката, бидејќи сега веќе таа ќе добие една символика. Значи не е само партија против партија, туку и символично, нели, лидер против лидер, кој што е олицетворение на таа политичка партија, така да победата на едниот или на другиот ќе има и едно символичко значење како после директен дуел, победа не само на политичката опција, него победа и на личноста, едната кон другата. Затоа ќе биде четворката многу интересно, мислам дека тука ќе се ангажираат доста едната и другата партија. Кецот не е многу интересен. Зашто Кецот? Кецот никогаш не е. Постојано тој беше. Ама не. Видете, сите сме, сега ние сме од Скопје, живееме и секогаш, нели, ти од кај што си сметаш дека тоа е најбитно. Да, Скопје е главен град на државата, 2 изборни единици има тука. Скопје не е само Карпош центар и аеродром. Скопје и Гази Баба, и Бутел, и Чаир, и Ѓорче Петров. И секогаш, нели, сите си даваат поголемо значење, сега Кецот не е воопшто битен. Најбитно за овие избори се изборна единица 2, изборна единица 5. Кецот воопшто не е битен. Кецот тука е негде, значи отприлика се знае што и како ќе се случи. Зошто мислите 2 и 5? 2 и 5 се многу интересни изборни единици и тука всушност ќе се види каква ќе биде и разликата помеѓу политичките партии. Втората и петата. Гаџовски? Сакате ви ваквата поделба на Добро. важност на Не важност, за овие мислам избори. за Секој избор, важност за партиите. единица си е. не за Секој избор, извини, значи не ова некоја ова единица е важна и таа си е. Не. За овие избори, да, тука ќе биде, тука мислам дека ќе биде. Да, најатрактивно, јас се сложувам дека ќе биде четворката. Од причина што лидерите на двете најголеми политички партии се таму, плюс Липчо Ѓоргиевски. Меѓутоа ќе биде атрактивна. Нема да биде одлучувачка за конечниот исход на овие избори. Сметам дека ВМРО ДПМН ќе атакува најмногу во однос на разлика со гласови во третата изборна единица, каде што традиционално прави добар резултат. Двојката и петката ќе бидат изборни единици каде што ќе се мери кој колку ќе добие, да речам, кој повеќе ќе добие на тежина во тие две изборни единици, додека Кецот и шеската, збориме за македонскиот политички блок, не збориме за албанскиот, мислам дека ќе биде таргет група на Социјалдемократскиот сојуз. Зошто е битна петката? Со оглед на тоа дека таму гравитираат градови кои што се ги опфаќаат сите структури на луѓе во Република Македонија. Значи имате земјоделско население, имате стари фамилии, поготово во Битола и Битолскиот регион, имате занаетчи и таму најдобро ќе може да процените како вие всушност котирате на територија на цела држава. Значи, какви ќе бидат резултатите, поготово во петката, очекувањата се да така поминете на територија на цела држава. Одиме со реклами, а потоа се враќаме да завршиме околу оваа дебата со кандидатските листи и можните резултати на изборите. Ево сме при крајот на аргументи. За волја на вистината, мислам дека е добро сепак да поразговараме малку и за партиите на албанците. Тие се дел од нашето политичко милје, иако е емисија генерално посветена на сите листи, но не ги прокоментиравме.
и ти имаат своји предизвици, своји непознаници, и за нив е ова нешто ново и така и го очекуваат, дека ќе биде турбулентни избори ќе бидат за нив. Дуи како досега доминантна политичка партија на албанците, излезе со малку порадикална платформа изборна. Дали е тоа нормално за сите избори, не знам, но од избори во избори се зголемува вокабуларот, се заострува вокабуларот кај албанците, што на некој начин ги инволвира и македонската политичка партија што ќе победи на овие избори, бидејќи треба да дојде до некоја коалиција меѓу победниците, меѓу двата ентитета. Каков коментар имате околу тоа? Дали на вистина ќе се случува сега поголем тип на уценување и компромиси ќе треба да доаѓа подоцна, или е тоа сепак само една видена стратегија на партиите пред изборите? Добро, интересно е тоа што на овие избори за прв пат Беса ќе настапува на парламентарни избори, кои што мислам дека може да откинат доста гласови на ДУИ. Исто така тука е и коалицијата на Газим Острени и Зијаден Села, кои што исто така за прв пат учествува на парламентарни избори, така што и во албанскиот политички блок ќе биде интересна состојбата за наблюдување. Вчера, например, Али Ахмети во Куманово не помина воопшто добро. Политичката кампања се уште не е започната, меѓутоа претпоставувам дека реториката која што ќе користат сите представници на албанските политички субјекти ќе биде пожестока и порадикална сега за време на изборите, отколку после тоа кога ќе треба да се прави коалиција за влез во влада со било која политичка партија. Тоа беше така и претходно, мислам дека ќе остане исто така и сега. Меѓутоа, во зависност од тоа која политичка партија од албанскиот блок има најголем број на пратеници, таа нели ќе влезе како коалиционен партнер. Не исклучува можноста тоа повторно да биде ДУИ, со оглед на структурата која што ја има на располагање и 10 годишното владење во Република Македонија, така што ДПА ќе извади листа која што до сега, да речеме, на кандидати кои што не биле вклучени во работата на собранието, пробуваат со нови лица, така што исто и ќе биде доста интересно и во албанскиот блок. Божиновски, што е ли вашиот аналитички центар? Вие ги следите ретинзите на политичките партии. Дали е можно генерално, прво ме интересира, бидејќи на тоа укажува ДУИ да се случи заради расцепканоста на гласачкото тело на албанците, овој пат во собранието на Македонија да има некој албанец помалку во генералната бројка на Да, пратеници? ќе има, затоа што минатиот пат имаше повеќе, односно 27, заради тоа што ДУИ сконцентрира огромен дел од гласовите. И донтовиот систем е таков, што му дава предност нели на оној кој што е покрупен. Мислам дека овој пат може да очекуваме дури 4 партии да имаат своји представници од она гласачко тело на етничките албанци, значи и ДУИ, ДПА, и коалицијата на Зијаден Села, што има со унитет и со дел од НДП, како и Беса со другиот дел од НДП. Така да ќе биде доста интересно тука. Пак мислам дека ДУИ ќе биде победник, да се разбереме. Нема некој што ќе може да освои повеќе гласови од нив, но сосема друг ќе биде бројот на пратеници сега од тоа што го има 2014. Ќе влезат и другите партии. Сега за сега таму е многу подинамично кај во тој дел, веќе има 4 субјекти кои што се борат, плюс веќе и кај албанците не поминува таа етничко-националистичка реторика. Значи, веќе тука се затвора кругот. Веќе едноставно луѓето не им е битно дали ќе им закачиш некој јарбол со албанско знаме у некое село, него им е битно синот или ќерката да има да најде работа за да не иде у странство. Така да не е веќе толку едноставно да се освои гласот на етничките албанци и мислам дека тука за тоа станува битката поинтересна.
Но генерално од прилика се разбира може да има движење и ќе има движење, но ќе видиме нели за месец дена се изборите. Сега за сега од прилика мислам дека дуи ќе има, да кажеме, од прилика онолку пратеници колку што ќе има другите три заедно, може да има и нешто 1-2 плюс минус, но така се од прилика силите кај во тој етнички албански блок. Никој не благодарно се прогнозира, на крај сме со програмава. Како го замислувате идниот парламент, ако не во бројки, ама структурирано по партии, бидејќи веќе се одваживте кај албанските партии да кажете дека ќе има во парламентот? Да. Најверојатно, да. Како во македонскиот блок, некои нови партии ќе влезат, нема да влезат, како ќе биде по-плурален партиски или ќе се задржат генерално? Ама кои нови партии? Ги имаме ВМРО, ДПМН коалиција, СДСМ коалиција, Левица и вамо Љупчо Ѓоргиевски, да. Се уште е рано. Коалициите ГРОМ, не знам, НСДП, ЛДП, Социјалистичка партија, тие се веќе, но дали ќе се измести еден баланс што досега го имало? Плюс овие новите, ме интересира дали ќе има. Реков, се уште е рано да видиме дали ќе успее, например, Левица да влезе во парламентот и се уште рано да се види дали ќе успеат како и колку ќе се ангажира Љупчо Ѓоргиевски, каде ќе се ангажира Љупчо Ѓоргиевски, дали евентуално ќе може да собере доволно гласи во една изборна единица за да земе пратеник. И затоа е неблагодарно да се тврди дека да, тие ќе влезат во парламентот. Да, тие ќе тие не се толку нови. Веќе Беса не е толку нова, Беса има одреден рейтинг. Дуи вела дека е нова, иако кај вас се појавува на... Кој? Дуи вели дека Беса се уште не е партија, не е нова, но кај вас во анкетите се појавува. Беса не е нова веќе партија, значи они веќе функционираат извесен период, Зијадин Села нели со тоа него, така да од прилика они имаат доволно. Кај албанците, да речеме за нив, условно за овие помали партии, добро што они се релативно концентрирани во една изборна единица најмногу и да кажеме има и во двојката, и во кецот, и во петката, кај што земаат по, речемо, кецот може 3, може 4, обично 3 пратеника, во петката 3 пратеника, во двојката можат и 5 да земат пратеници, 4-5, но генерално поконцентрирано гласачкото тело, така да има шанси и помал ентитет, помала политичка партија да влезе во парламентот и затоа велам дека најверојатно ќе ги имаме сите 4. Додека ваму треба да се види, за Левица е се уште нова, да видиме сега со почетокот на кампањата дали ќе успеат да се представат доволно добро кај граѓаните, да се стекнат со еден посилен политички рейтинг, ќе видиме тоа како ќе се движи. И ваму како ќе се ангажира Љупчо Ѓоргиевски, тоа е прашањето. Затоа е неблагодарно сега да нагаѓаме дали ќе успеат или не. Разусли за крај? Јас сметам дека се уште е рано да се прогнозира било што, меѓутоа со оглед на тоа дека сега кампањата е многу кратка, само 20 дена. Не знам и колку време ќе има да овие, да речам, поготово Левица, да се етаблира во јавноста и да ги представи своите кандидати, својата програма и така натака. А во врска со останативе политички субјекти, односно со коалициите, исто така сметам дека ВМРО за Македонија има сериозни шанси на овие избори да извади пратеници и нормално битката помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН за глас повеќе на овие избори. Добро, ви благодарам што бевте гости во Благодарам што не поканивте. Благодариме на поканата. На анализите и предвидувањата. Нема уште многу, сепак ќе ги провериме на 11 декември кој бил прав, кој не. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Пријатно. Но за старт, за да можем да одработам платата. Читување на функцијата која ја имаш. Немаш право да покажеш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште една сакате. минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се